7 година поред продолжуваат истражувањата на неолитскиот локалитет Врбјанска чука кај Прилеп, каде е откриена неолитска населба Тумба која се претпоставува дека е стара околу 8000 години. Ова е едно и од првите места на европскиот континент, каде луѓето за прв пат започнуваат да се занимаваат со земјоделство, односно одгледување на жито. Во моментов се истражуваат последните етапи од неолитскиот живот тука. Битно е да видиме како луѓето во последните фази на неолитската населба живееле, бидејќи веќе имаме сознание за почетоците на неолитската населба, имаме дати добиено, значи ја имаме хронологијата и периодот кога таа е формирана. Имаме некакви дати за крајот на неолитската населба, меѓутоа не е битно да видиме дали во крајните етапи на населбата се живеело на исти начин како и на почетокот. Дали има одредени промени, дали има модификации, дали економијата иста, дали архитектурата иста, дали верувањата се слични. Сега во моментов ја работиме, тоа е најдоснежната градба, која некаде веројатно е изградена во период меѓу 5800 и 5700 години пред новата ера. Животот во населбата продолжува и во антиката и во средниот век. Во античкиот период тука имаме остатоци од населбинско живење некое со лимитиран карактер од средноримскиот период. Во текот на средниот век, веројатно поточно во 12 век, овој простор бил користен како некропола, значи откриваме погребување од тој период. Последна фаза од човечки активности на овој простор да бидат овие јами кои што ги откриваме во процесот на истражување. На овој локалитет во 80-тите години е откриен жртвеник стар околу 8000 години, кој пак е најстариот пронајден артефакт на Балканот. Карактеристично за него е зашто е тој култен објект, затоа што на предните делови, односно на влезот во самиот простор и во северозападниот зид се наоѓаат скалести украси. Идентични вакви скалести украси се наоѓаат и кај малите куќни жртвеничња кои редовно ги наоѓаме не само на локалитетот како Врбјанска чука и на сите локалитети во Пелагонија. Локалитетот го истражуваат и археоботаничари од странство. Ни почетком неолита, како што сме рекли, људи почињу да се хране домаќим биљкама, кои сами узгајају. Pretežno na ova 3 lokaliteta na koje radimo, to su najčešće jednozrna i dvozrna pšenica, koja se danas više ne koriste toliko često, ali takođe i obična pšenica koja je danas vrlo često u upotrebi, od koje se pravi hleb, koji svi konzumiramo danas. Osim toga koristio se ječam, on je mogao da se koristi za proizvodnju piva, i koji postoji dokumenti da se pivo koristilo u neolitu, ali za sada ne na našim prostorima. Сондата каде што се работи моментално има димензии 30 на 20 метри, што представува само 5% од оваа населба која што има импресивна големина и чека да биде целосно откриена.